Советот за развој на Скопскиот плански регион и Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска склучија меморандум за соработка со цел воспоставување основни услови за соработка во рамки на своите овластувања. Председателот на Скопски плански регион Борис Георгиевски нагласи дека заедничката соработка ќе значи подготвување и конкурирање на предлог проекти пред домашни и странски донатори, како и имплементација на проекти кои се од значење за развојот на бизнис секторот на Скопски плански регион. Денеска преку грантовите кои што Обединените нации ќе ги доделат на Скопско-планскиот регион, разговараме за подобрување во смисла на социјалната кохезија и вклученост на социјалните категории на сите лица од Скопско-планскиот регион, развој и унапредување на човековата околина и сето она што представува имплементација на програмата за подобар живот. И третата работа е устварување и развој на она што може да се нарече економски развој во суштина на сите инфраструктурни проекти на 18 општини во Скопско-планскиот регион. Ректорот на УКИМ, професор доктор Никола Јанкуловски, нагласи дека со денешниот договор ќе се подобри економијата на Скопски плански регион преку обезбедување на високо квалификуван кадар. Секако дека овој меморандум представува еден начин на мобилизација на потенцијалите во смисла на постигнување на приоритетите од програмата за развој на Скопскиот плански регион и заекнување на капацитетите на локално и регионално ниво. Во денешно време универзитетите представуваат значаен, активен агент за промовирање на локалниот и регионалниот економски развој, и исто така универзитетите преку своји механизми може да влијаат на економијата, како на пример создавање на знаење, јакнење, односно обуки на човечките капацитети, технолошки иновации, трансфер на технологии, трансфер на постоечките ноу-хау и создавање на инфраструктура за знаење. Планските региони ќе се развиваат со средства обезбедени од UNDP. Вкупно 33.750 евра ќе бидат на располагање за грантови преку проектот подобрување на општинското владење. Центрите треба да утврдат најмалку 3 проекти, а ќе се финансира само еден од секој плански регион, кој ќе ги исполнува условите. Предност ќе имаат проектите кои ќе предвидуваат подобрено управување со животната средина и поддршка за локален економски раст и развој.